Добро вечер, преглед на информација од регионот, земјава и светот. По настаните на денот се враќаме со вестите. Останете со нас. Годинешниот откуп на тутунот задоволувачки за тутунопроизводителите. Постигната е просечна откупна цена од 209 динари за килограм. Општина Велес апелира да не се користат несоодветни материјали за коледарските огнови. Ураганот Елеонора, кој ја погоди Велика Британија, стигна во Франција, каде се очекуваат ветрови со брзина поголема од 100 км на час. Тутунарите се задоволни од годинешниот откуп на тутунот. До сега, според Државниот инспекторат за земјоделство, се откупени повеќе од 18.000 од вкупните 23.000 тони тутун, колку што се очекува да тежи родот годинава. Годинешниот откуп на тутунот задоволувачки за тутунопроизводителите. Постигната е просечна откупна цена од 209 денари за килограм, а исплатата се врши според договорите на кооперантите и монополите. Според Државниот инспекторат за земјоделство, досега се откупени повеќе од 18.000 од вкупните 23.000 тони тутун. Просечната откупна цена минатата година беше 196 денари за килограм тутун, што е за 13 денари помала од годинешната. Според законот, откупната кампања треба да заврши на 15 март. Субвенцијата за родот 2017 е 60 денари за килограм за сите класи, а по измените на законот за тутун се планира да бидат по 80 денари за прва, 70 за втората, а за третата и другите класи да остане субвенцијата од 60 денари за килограм. Министерот за финансии Драган Тевдовски не очекува поскапување на производите по зголемувањето на акцизата на нафтата и на нафтените деривати од 3,5 денари, што стапи на сила на почетокот од годинава. Министерството за финансии веќе соопшти дека очекувањата за движење на инфлацијата се 1,7% и во нив е вградено и зголемувањето на акцизата. Апсолутно не очекуваме тоа да предизвика придвижување на цените, рече Тевдовски. Од 1 јануари годинава акцизата е поскапе нафтата за 3,5 денари. Граѓаните стравуваат дека истото ќе рефлектира со покачување на цените на прехранбените производи, но и цените на транспортот. Министерот за финансии Драган Тевдовски уверува дека тоа нема да се случи. Очекувањата за движење на инфлацијата, кои што ги соопшти Министерството за финансии, се 1,7% и тие го имаат во себе вградено и ова зголемување на акцизата. Значи, апсолутно не очекуваме да има придвижување на цените, кои што ќе бидат повисоки од ова што е наша проекција. Измените на законот со кој од 1 јануари се зголеми акцизата на нафтата беше изгласан во собранието со 47 гласа за и 25 против. Тевдовски уверува дека не се очекува никакво инфлаторно предвижување и дека граѓаните треба да останат мирни. Еколошкото друштво Еко Животот Кавадарци работи на стратегија за намалување на аерозагаденоста во Кавадарци со краткорочни и долгорочни мерки. Таа се изработува од стручен тим и ќе биде предадена во општината за одреден период. Колешката Мартина Митков ни ги пренесува деталите. Неопходна е стратегија за намалување на загадувањето, бидејќи Кавадарци со години наназад е меѓу најзагадените градови во државата, нагласи председателот на регионалното еколошко друштво Еко Живот Роберто Паризов. Елиминирањето на загадувањето на амбиенталниот воздух во Кавадарци според него се темели на неколку чекори кои не ги превзела локалната самоуправа во изминатиот период. Во фаза сме поради аерозагадувањето моментално во државата и пред се во нашата општина, која е една од најзагадените, да
влијаеме на населението за подигање на јавната свест, да се изработи една темелна стратегија за спречување на аерозагадувањето и заедно со Екоживот и општина Кавадарци да го иницираме ЛЕАПОД. ЛЕАПОД представува локален еколошки акционен план, кој што ни недостасува во општината околу над 20 на години. Некогаш е изработен еден, но тој е не употреблив. Стратегијата треба да биде изработена од соодветни личности од таа област и да предвиди краткорочни и долгорочни мерки, според кои ќе се влијае врз загадувачките комплекси за да се намали самото загадување во градот, нагласи Паризов. Наидовме на позитивна енергија од страна на општината, така да во скоро време ќе имаме иницирани активности за тој план, а за 6 месеци очекуваме дека и ќе биде изработен. Што се однесува до некои договорени работи, договоривме да се зголеми зеленилото во градот поради загадувањето и разумно е веќе еднаш да постапуваме одговорно кон зелените површини. Екологистите предлагаат да се зголеми и интензивира нивната соработка со локалната самоуправа, со што во блиска иднина ќе се решат многу работи, со заеднички проекти да се намали загадувањето. Во текот на вчерашниот ден, концентрацијата на PM10 частичките во воздухот беше 373 метри кубни, а додека пак денеска во 12 часот частичките беа концентрирани на 51 метар кубен воздух. Шарпланинец каснал 10-годишно дете вчера во Неготино. Малолетникот се здобил со видлива повреда на левата рака. Ова го потврди денеска Веролјуб Додевски, портпарол на СВР Велес. Настанот се случил кај местото викано Антена. Валентина Михајловска со деталите. 10-годишно дете од Неготино е каснато од куче вчера попладне кај местото викано Антена, информира секторот за внатрешни работи Велес. Според информациите на полицијата, додека група деца се играле, кај нив поминал 18-годишниот ИТ, шетајки го неговото куче Шарпланинец, врзано за ланец, но без заштитна корпа, кога кучето дошло кај децата. Скокнало и го каснало за левата рака детето, при што му нанело видлива телесна повреда. Детето е пренесено во најблиската приватна здравствена ординација, каде му е укажана медицинска помош. Настанот е документиран од страна на овластени службени лица од полициската станица од општа надлежност Неготино. Во пресред на одбележување на Коледа и Бадник, согласно препораките кои на седница ги дискутираше и ги посочи Советот на општина Велес, како дел од се однесуваа на мерките за намалување на загадувањето на амбиенталниот воздух при палење на коледарските огнови на било која локација во градот или во околината. Најостро и најстрого се забранува користење на несоодветни и опасни материјали, како гуми, пластика, делови од мебел, материјали премачкани со боја и лепило, отпадно масло од автомобили и слично. Во пресред на одбележувањето на Коледа и Бадник, општина Велес ги известува граѓаните дека најстрого се забранува користење на несоодветни и опасни материјали како гуми, пластика, делови од мебел, материјали премачкани со боја и лепило, отпадно масло од автомобили и слично. Целта е да се почитуваат препораките кои на седницата на Советот на општината беа посочени, а се однесуваа на мерките од намалување на загадувањето на амбиенталниот воздух при палење на коледарските огнови. Од општината посочуваат дека огновите кои ќе се палат треба да бидат во контролирана форма, а со тоа би се намалил ризикот од појава на пожар. Придржувањето кон овие мерки е придонес за поздрава животна средина, во каква што сакаме да престојуваат пред се младите генерации, но многу значи и за ранливите категории на граѓани, стои во соопштението на општина Велес. Палењето коледарски огнови е вековна традиција и токму затоа од општината упатуваат апел да се однесуваме како одговорни граѓани.
Според црквата, палењето коледарски огнови е несоодветен начин за навестување на Христовото раѓање. Отец Драги Гаштарски вели дека овие обичаи се пагански, а граѓаните ги практикуваат како можност за дружење пред божикните празници. Со греана ракија на 5 јануари, ден пред Бадник, верниците палат коледарски огнови и на тој начин ја навестуваат Бадниковата вечер. Овие обичаи се пагански, а граѓаните ги практикуваат како можност за дружење пред божичните празници. Вакво е толкувањето на црквата. Палењето оган и пеење на несоодветни песни за Повардарската епархија е несоодветно. Сведоци сме ние на она кој што се случуваше, ајде така условно да кажам, на еден неубав начин, пеејќи некои песни кои што воопшто не делукјуваат на нашата ниту православна вера, ниту пак нашиот православен живот. Според Гаштарски, навестувањето на рождеството Христово треба да го чествуваме на соодветен торжествен начин, со цел враќање на православната христијанска вера. Повардарската епархија оваа година по втор пат ќе организира Бадниковата поворка, во која ќе учествуваат ученици од сите основни училишта. Истата ќе тргне од црквата Свети Кирил и Методи, ќе продефилира до кружниот тек кај Јавона и повторно ќе се врати во храмот. Пеејќи ја песната Вечниот Бог, ќе го најават Христовото раѓање. Од Република Македонија во 2016 година се оцелиле само 440 граѓани, покажуваат официјалните податоци од Државниот завод за статистика. Споредено со годините претходно, трендот бележи намалување. Во 2015 година од Македонија се оцелиле 767 лица, во 2014 година 740, во 2014 година 945 лица, а во 2012 година земјата ја напуштиле 1330 лица. Според последните податоци објавени од Државниот завод за статистика во публикација посветена на миграциите во земјава во 2016 година се доселиле 283 македонски граѓани, а во 2012 година 396 граѓани. Во рамки на внатрешните миграции во земјава 6869 лица мигрирале од една во друга општина. Вестите од Македонија. Премиерот Зоран Заев одржа работна средба во Министерството за финансии, на која од страна на министерот Драган Тевдовски беше запознаен со показателите од реализацијата на буџетот за 2017-та. Констатирано е дека реализацијата и извршувањето на буџетот минатата година се движеле во рамки на предвиденото. Тоа им дало оптимизам за проектирање на трендовите за буџетот за 2018-та, односно рекордната реализација на капиталните инвестиции. Реализацијата на севкупните приходи е зголемена во однос на 2016 година, кој што покажува сериозно заздравување на економијата после политичката криза во Република Македонија, дека нашето домашно стопанство и пред се фирмите кои што работат дома, без разлика дали се со собственост на луѓе од Македонија или со собственост на луѓе од странство, го препознаа моментот на излез од политичката криза и се развижија севкупните економски активности во Република Македонија. За мене е значајно тоа што можам да заклучам дека она што го направивме на крајот од годината, кога репрограмиравме некаде околу 2 милиарди денари и со тоа учествувавме во исплаќањето на обврските, но имаше свое влијание и во остварувањето на капиталните инвестиции и учествуваше во севкупната реализација на буџетот, вели Заев. Тој истакна дека оваа година ќе бидат реализирани економските перформанси што ќе ги почувствуваат сите граѓани. 2018 ќе биде добра година за македонската економија. Зошто? Стабилизацијата на политичката состојба ја враќа довербата на инвеститорите и се очекува силно придвижување на приватните инвестиции, кои што изостанува во претходниот период. Второ, тоа што го каже и премиерот, реализацијата на капиталните инвестиции во буџетот на Република Македонија во 2017 година изнесува 19,86 милиарди денари, што представува историски највисоко ниво.
Тевдовски истакна дека Министерството за финансии во координација со Управата за јавни приходи во 2017 реализирало поврат на ДДВ кон фирмите, кои што е за 2,2 милиарди денари повисок од 2016. Додаде дека оваа пракса ќе продолжи понатаму. Притворените лица од 27 април се жртва на политички прогон. Против нив се води случај без никакви докази и аргументи, само заради тоа што имаа храброст гласно да го изразат негодувањето со политиките на власта, стои во соопштението на ВМРО ДПМНЕ. Против десетици луѓе беше покренат конструиран случај и беа приведени незаконски пред очите на своите семејства. Кај овие луѓе кои политички ги прогласија за терористи, полицијата која беше испратена во нивните домови не пронајде ниту едно парче оружје или било каков предмет со кој би можела да се загрози безбедноста. Тоа го докажува апсурдот на обвинението и го дава одговорот на прашањето какви се тие терористи чие главно оружје е театарско сценарио, оперско либрето или некоја книга, стои во соопштението. Од ВМРО ДПМНЕ истакнуваат дека постапките кои што се спроведуваат против уставно бранителите се незаконски и правно неосновани. На Република Македонија и е потребно владење на правото и општественото помирување, а не генеза на омраза преку злоупотреба на институциите, велат од ВМРО ДПМНЕ. Невреме е проследено со силни ветрови и со брзини до 160 км на час ги зафати денеска Велика Британија и Ирска. Невремето донесе дожд и град и остави десетици илјади домаќинства без струја. Најсилно беше погодена југозападна Англија. Метеоролозите прогнозираат дека во текот на денешниот ден ветрот над Велика Британија може да достигне и 130 км на час. Вестите од светот. Бурата Елеанор зафати делови од северозападна Европа, која предизвика прекини во електричната енергија и проблеми со авиосообраќајот. Силниот ветер остави без електрична енергија речиси 200.000 домакинства во северниот дел на Франција. Ветровите на места достигнаа брзина и до 140 км на час. Во Велика Британија и Ирска дуваа ветрови со брзина и до 160 км на час. Метеоролозите прогнозираат дека во текот на денешниот ден ветрот над Велика Британија може да достигне 130 км на час. Силниот ветер предизвика прекини на сообраќајот на аеродромот Схипхол во холандскиот град Амстердам. Ветерот дува со брзина до 120 км на час, поради што аеродромската управа откажа 176 од предвидените 1200 летови и најави дека е можно да откаже и дополнителни полети. Бурата Елеанор предизвика сериозни материјални штети на територијата на Белгија. Локални жители за белгиските медиуми изјавија дека Елеанор била најсилната бура што ја паметат. Американскиот председател Доналд Трамп се заканил дека ќе ја прекине паричната помош на палестинските власти и објавил дека се чини дека блискоисточниот мировен процес би можел да биде стопиран. Им даваме на палестинците $100 милиони годишно и за тоа не добиваме ниту благодарност, ниту почит. Тие дури и не сакаат да преговараат за долгорочниот мировен договор со Израел, напишал Трамп на Твитер, пренесува Associated Press. Додал дека кога палестинците не сакаат да преговараат за мир, тогаш не гледа причина за масовни исплати на таа земја. Трамп кон крајот на минатата година објави дека Соединетите Американски држави го сметаат Ерусалим за престолнина на Израел и дека таму ќе ја преселат Американската амбасада. Антивладините протести во Иран, кои започнаа на 28 декември, го представуваат најодважниот предизвик за власта во Техеран уште од 2009 година. Како што оценува Reuters, иако протестите во Иран се ретки, а безбедносните служби се присутни секаде, сепак десетина илјади луѓе излегле на демонстрации, за разлика од прореформските протести во 2009 кои избија поради повторниот избор на Махмуд Ахмадинеджад за председател.
Овие сегашните изгледа се поспонтани и не се чини дека ги оркестрираат лидерите кои можат да бидат идентификувани и уапсени. Широм земјата се бара крај на економските потешкоти и корупцијата, што се посебно осетливи теми во Иран, чие раководство, кое изникна од Исламската револуција, во кое е срушен шахот. Тој настан од 1979 година често се опишува како револт на сиромашните против експлоатацијата и угнетувањето. Иако разни класи од општеството имаат различни барања, на снимките на социјалните мрежи најмногу се гледаат млади луѓе од редовите на работничката класа, констатира Reuters. Тоа би можело да биде поопасно за власта, која сиромашните слоеви ги смета за лојални, за разлика од средната класа која во 2009 излезе на улиците. Според официјалните податоци овој пат, 90% од уапсените се помлади од 25 години. Многумина од младите се повеќе заинтересирани за работа и промени, отколку за исламскиот идеализам и антизападното расположение. Но од запад ќе се прошират врнежи кои ќе бидат претежно од снег и кои ќе бидат пообилни на југозапад. Во котлините долж Повардарието врнежите ќе бидат од дожд и снег, а на југоисток само од дожд. Повеќе врнежи ќе има во вториот дел од ноќта, кога врнежите од снег повремено ќе засилуваат. Во западните делови ќе се формира снежна покривка помала по котлините, а на планините ќе достигне околу 10 сантиметри. Утре ќе дува умерен до повремено засилен северозападен ветар. Со метеоинформациите ги завршуваме овие вести. Ви благодарам на вниманието. Имајте убава вечер.